почитувани колеги, почитувана македонска јавност. И јас ќе го споделам разочарувањето, исто како колешката Мирсада, дека темата здравство постојано некако, не сакајќи се наоѓа во тие вечерни часови. Темата здравство, која што верувам за повеќе од нас е клучна, не доаѓа никако до приоритет. Можеби, и по дневен ред требаше да биде точка која што ќе биде пред темата образование, но ако беше нашиот министер за здравство тука присутен, можеби немаше да не прескокнат пак. Се надевам дека следната седница ќе биде и министерот, па ќе имаме предност пред другите комисии. Сите доктори очекувавме нов закон за здравствена заштита. Денеска зборуваме за промени во Законот за здравствена заштита, како предлагачи се јавуваат претединците од власта. Нема ништо спорно, веднаш ќе кажам дека сите 5 промени кои што се нудат начално се позитивни. И затоа ќе гласам за ваквиот предлог. Но, она што го ветувавте, Закон за здравствена заштита останува приоритет. Задача на самите вас. Да ја потсетам и македонската јавност. Во декември 2017 одбивте Закон за докторска дејност, тогаш со изговор дека Законот за здравствена заштита е готов и ќе биде изгласан за 2 до 3 месеци. Од тогаш до сега поминаа точно 2 години. Точно 2 години не е променен ниту еден член во Законот за здравствена заштита. Зарем 2 години ви требаа да изготвувате вакви промени кои што се од круцијално значење, за кои што не се потребни фискални импликации? И се надевам дека следните промени нека бидат 5. Јас го поздравувам и овој чекор. Нека бидат 5, но да не чекаме уште нови 2 години. Или вам ви се побитни изготвувањето на физибилити студии и проекти кои што во догледно време нема да се реализираат. Колешки, пратенички, докторки, навистина сум изненаден од вашиот став на комисијата да гласате против одредби и овде во собранието, да не го покренете прашањето што е изгласано на највисокото тело на докторите, собрањето на Лекарската комора, кое што на 23 февруари 2017 година усвои правилник по кој што коефициентот за плата на докторки за општ лекар ќе биде 2,5% од просечната плата во Република Македонија, за специјализант 2,7%, за специјалист 3,5%. Вие, докторки, од вашата фела не ги почитувате одредбите на највисокото наше тело. Собрањето на Лекарска комора, кое што и таа 2017 ја предводеше актуелната председателка, што е и во моментот на Лекарската комора. Зарем не застануваме сите за нашата фела? Не само што во планот за живот ветувавте и баравте да дојдете веднаш за докторите за земале 100.000 денари плата, носите решение што е против одлуката на докторската фела. Не се залагате и не носите никакви промени до сега. 2 години чекаме решенија. Ветивте плата од 100.000 денари, собрање на Лекарска комора донесе решение, вие не успевате тоа да го реализирате. И честно е, ако не може тоа да го направите, да не го повторувате во секое ваше излегување и настап медиумски. Нашите колеги, еден поголем дел, има големи очекувања по вашите ветувања. И за тоа на изборите ја добија вашата поддршка. Но поради тоа, што нивното разочарување е сега уште поголемо, 20% од специјалистите ги напуштаа јавните установи во оваа една година, за само една година. Затоа што очекуваа, не добија. И не е точно
дека нешто сте направиле. Дискутиравме, постојат импликации кои што не сте заштевни финансиски. За јавноста да напоменам уште една ваша контрадикторност. Имавме два амандмани во постоечките промени, 5 кои што се означуваат. Значи, во членот 16, по член 147, за специализантите кои што се уврзуваат наместо 10, сега да вратат 5 години е апсолутно за поздравување. Исто и во против денарска противвредност, наместо 10-кратниот да се врати двократен износ. Апсолутна подршка и тука нема ништо нејасно. Но, во членот 2, кој што го менувате и кој што барате за директор, да се избрише полагањето на директорски испит, апсолутно сметам дека е коректно решение, но имавме дополнување со два амандмани. За директор да може да биде назначен само доктор од медицинските студии, со завршен медицински, стоматолошки или фармацевски факултет. Вие декларативно со зборови го поддржувате тоа, но немате храброст и доблест без партиска одлука да гласате за. Гласавте против овој амандман. И вториот наш амандман кој што го одбивте и за укинувањето на организацијските економски директори. Тоа беше ветување на СДСМ во програмата, истото ветување го даде и министерот кога го назначија, но токму спротивното го направивте. Не го поддржавте овој наш амандман. Иако декларативно, пак ќе напоменам, го поддржувате. Но таму кој што треба да гласате за, ја избегнувате одговорност. Ве поздравувам што имавте одлука да ги направите овие 5 промени, но не можам да сватам како за овие 5 на вистина што имат поголемо значење за докторите, имавте храброст тоа да го направите, а немате храброст да ги укинете вашите ветувања за укинување на економските директори и за директор да може да биде само доктор од медицинска дејност. Начално, другите 5 промени, уште еднаш ќе кажам, ги поддржувам и затоа ќе гласам за овој предлог на измени, се во интерес на докторите, но повторно да видиме како тоа ќе се имплементира. Поддржувам да работи и директорот дежурства и исто така да работи како доктор специјалист и со тоа објаснувањето на министерот Филипче дека се назначуваат во некои места директори од немедицински кадар за да има кој да работи со ова донесување на овој предлог закон на промени паѓа во вода. Јас не знам што ќе биде следниот ваш изговор. И уште еднаш, еве, јавно ќе ве повикам. Кога ќе го сварите вашето ветено покачување на платите од 100.000 денари? Зарем уште ќе треба да помине време, уште 2 години или уште 2 мандати, за да сепак се досетите дека треба да ја поддржите лекарската фела и да ја поддржиме одлуката на собрањето на лекарската комора за изготвување на коефициент во Законот за здравствена заштита. Зошто немате храброст тоа да го направите? Мандатот ви помина во изготвување на студии, во изготвување на физибилити студии за клинички центар, за приватно јавно партнерство, а ниту една промена, овие се првите 5 кои што ги носите. 2,5 години се на власт, да ве потсетам, 2,5 години. Имате само уште еден буџет за усвојување во вашиот мандат. Ако сега платата зборевме дека е 40.000 на специјалист, значи во наредниот буџет треба да ја покачите 100%, за да ги исполните вашите ветувања. Нема потреба да се убедуваме дали е така или не е така. Колегите доктори и сите здравствени работници многу добро знаат и чувствуваат како е. Се поприметливо е големата разочареност од вашето владење меѓу нашата фела. И затоа, за да не ни продолжи овој
екзодус од доктори, да ги усвоиме вашите ветувања. А ние ќе бидеме конструктивни во тие предози. Ви благодарам. Реплика, пратеничка.